Здравствените власти нема да можат да го задржат вообичаеното темпо на вакцинација. 10.000 дози кои во моментов Македонија ги има на располагање за аплицирање на прва доза, би се потрошиле за еден ден, со оглед дека дневно во земјава се боцкаат над 11.000 граѓани. Според ова, се очекува следните денови темпото на имунизација да се намали, се до пристигнувањето на новите пратки на вакцини, најавени за следната недела. Станува збор за донација од 70.000 вакцини од Грција и Бугарија. Во месец јуни се очекуваат вакцините од Pfizer, преку нашиот директен договор со редовната динамика која што веројатно ќе се зголеми од таа 10.000 секој понеделник, не од тој понеделник следниот, туку од тоа и после таа недела. И нормално она што го очекуваме да дојде преку COVAX системот и кинеските вакцини. Иако беше најавено за оваа недела за дигиталните сертификати, односно зелен пасош, ке мора да се почека уште малку, се доцни поради технички доработки. Македонија дефинитивно нема да ги ревакцинира своите граѓани под 60 години, кои ја примија вакцината на AstraZeneca во Србија, само за оние кои ги исполнуваат условите, односно се над 60 години. Се отвара сајтот revakcinacija.mk, каде треба да се пријават за да бидат имунизирани во Македонија. Очекуваме негде околу 20 месец да има најголема бројка за ревакцина со вакцината на AstraZeneca, да согласно нашите критериуми може да обезбедиме една количина и кај нас од нашите вакцини на AstraZeneca, па согласно тоа да го направиме планот. Филипче не ја исклучува можноста за вакцинација на децата од 12 до 16 годишна возраст со вакцината на Pfizer, која не би била задолжителна. Дали тоа ќе се реализира? Комитетот за имунизација ќе анализира во летните месеци.